доктор Сашко Николов директно од Штип утринава пристигнува за интересни теми, особено ќе ги апострофираме секако темите за современи методи и третман на проширени и површински вени. Меѓутоа, еве, кусто само ќе дадам и една мала најава, вели околу 30% од возрастната лица во светот имаат проширени вени во одреден период од животот и ова е некоја вообичаена проценка која што ја начекав во тие некои медицински извори и таа варира зависно од секако нели методологијата на самата студија. Во некои големи популациони студии, Сашко, околу 20 до 60% барем она што може прилика да го најдам од возрастните имаат клинички варикозни вени. Жените имаат приближно двојно поголема веројатност да имаат проширени вени во споредба со мажите. Некоја преваленца, еве, расте вели експоненцијално со возраста над 50 години, особено често секој втор можеби човек може да ги има тие сигнали на проширени вени, кај некого малку поексплицитни или пак некои други форми на хронична венска болест. Не можев да пронајдам некакви статистики и податоци за Македонија, нема официјална конкретно национална епидемиолошка студија за проширени вени која што е објавена во некои можеби научни списанија, студија можеби вие ќе ми дадете малку повеќе околу оваа тема или пак некои извештаи, ама еве да речеме некои проценки кои што сугерираат велат 45% од луѓето во Македонија имаат некакви да речеме форми на проширени вени или пократки капиларни мрежи, што е слично со некои анкети дека на секој 4-5 лица можеби некој од нив да имаат видливи варикозни вени. Ова ќе не биде темата на разговорот, меѓутоа не можам да не споделам дека денес некако едва чекаме да го доживеме ветерот, можеби дождот за нели амбиенталниот воздух. Еве ти ми споминаш дека можеби во Штип малку е подобра состојбата практично и речи си да нема можеби ваква состојба како по Скопје. Ние утро кога тргнавме од Штип, сонцето изгреваше и беше едно чисто сино небо. Сино небо. И дојдовме во Скопје баш во облак црн. Да. За жал, за жал. Имеку, еве тоа би ве прашал на самиот почеток, можеби околу влијанието еве на загадениот воздух врз можеби самиот кардиоваскуларен систем, ете вака од медицински аспект. Вие што можеби века од вашите досегашни искуства, кои можеби срцеви состојби се најдиректно поврзани со некоја долготрајна изложеност на вакво загадување, аерозагадување? Па, ние зборуваме сега за PM честичките кои што ги имаме во овој зимски период, како нели како неизбежна, како неизбежна состојба без разлика што и да превземеме. Ние овие градови биле планирани за 3 пати помалку население отколку што сега живее внатре. Можеби 10 пати помалку возила во оно што сега се случува во секој град, вклучувајќи го и Штип како помал град, речеме, во држава, меѓутоа многу битен фактор за секој метаболизам да функционира е кислородот. Ако ние не внесеме кислород преку дишните патишта, тој да се внесе во крвните зрнца преку хемоглобинот и да влезе да се дистрибуира во целиот тој метаболен систем на телото, ние имаме регресија на нашите активности. Што значи тоа? Значи успорување на метаболизмот, успорувањето на метаболизмот, организмот бара начин како да стигне до енергија. Енергијата ја задоволуваме во наводници преку земање на благи работи, односно конзумирање на повеќе храна. Конзумирање на повеќе блага храна или храна која што викаме ние junk food придонесува за обезноста и како што каже и докторката пред малку, значи обезноста е поврзана директно со загадениот воздух или со намалениот кислород во нашиот организам. Така да овие PM честички делуваат на намалувањето на метаболните процеси во организмот, со тоа се намалува значајно метаболната структура на срцевиот мускул, кој што е единствен орган кој што работи 24 часа, 7 дена неделно, од пред да се родиме па до на самата смрт. Значи првиот орган кој што кажува дека е зачнат плодот е срцевата акција и последниот орган кој што кажува дека завршил животот е срцевата акција. Така да срцето е единствен орган кој што работи во текот на еден животен циклус без прекин и на кај него метаболните процеси се најбитни да бидат во највисоко ниво на активност, а тоа го возможуваме со внесување на чист кислород кој што ќе може да го продуцира и да го забрзува, да го адекватно стимулира срцевото работење, а на тој начин да ги одржува и крвните садови не само на срцето, но и на мозокот, на нозете, на органите, да бидат во една активна и свежа ситуација каде што ќе бидат еластични и ќе може да извршуваат својата функција. И никогаш не е доцна и чисто да ги нотираме
да речеме превенциите кои што можеме, за жал поради овој загаден воздух, немаме премногу алтернативи и решенија можеби во градската средина, ама чисто како една препорака, што би било ете како превенција? Да, ние зборуваме пред малку нели планинарење, ги имаме за среќа Македонија е ридско-планински предел, така да ние дали 2 пати во неделата, сабота, недела можеме слободно да се качиме на некоја планина, на некоја брадо. Викенд ескипизам да направиме. Викенд ескипизам, мада ние во Штип ги имаме неколку брда Клисибир кој што е едно од поубаво шеталиште, да речеме, и имаме и некоја иницијатива дека тука да се направи една убава голема патека, која што е буквално над градот, континуирано ветровито место каде што ние можеме да уживаме наутро пред идење на работа, да се качиме. Вие овде го имате водно, на водно се качувате, малте не мора со такси пешки до горе и за некои 50 на минути еден час си на средно така, водно. И веќе сте акумулирале свеж кислород или свеж воздух во себе, може да се вратите да продолжите со работните активности, така да качувањето по планини, пешачењето покрај реките е место каде што имаме еден континуирано движење на воздухот и посвеж циркулаторен воздух кој што може да ги задоволи барем параметрите во одреден сегмент во работната недела, да бидеме ќе кажам добро сатурирани со кислород и да ја издржиме целата таа недела. Да, особено зимава. Ја споменав некои вакви податоци околу сега проширените површински вени. Убава и темата, не сме одвориле, не помна можеби колку време во рамки на нашата утринска нателма. Искрено не најдов податоци конкретно во Македонија, меѓутоа според можеби вашите анализи и некои ваши статистики кои што ги имате интервенциите, можеме да кажеме и заклучиме дека половина од популацијата можеби не толку експлицитни, меѓутоа имаат некакво хронично заболување со вените. Светската статистика вели дека меѓу 30 и 35% од секоја популација заболува, односно пати или страда од проширени површни вени. Нашава држава, можеби нашето поднебје, можеби начинот на активност или биоритамот кој што го имаме, над 45%. И тоа пак ќе кажеме, зголемена е бројката кај женската популација отколку кај машката популација, меѓутоа не е занемарена машката популација. И ќе искоригирам, тука не е над 50 години. Од 20-25 години почнуваме веќе да имаме пациенти кои што имаат проблеми со видливи варикозни или телеангиектази, зборуваме на самите екстремитети, а веќе со пигментации, со липосклеродерми и така натаму, веќе се во некои 15-20% зборуваме пациенти со отворени рани. Рани пациенти кои што, за жал, ги третираат во домашни услови или одат на лекар, па таму им ги преврзуваат раните, колегите, така да за среќа имаме перфектна добра диагностика во сите градови во државата, каде што многу голем број на колеги работат доплер, сонографија, каде што врз база на еден обичен 5-10 минутен доплер се гледаат овие и се диагностицираат овие површни вени. Меѓутоа, третманот на вените е секојаш една тема која што е тешка да се прифати, да речеме, за пациентите, бидејќи кој ќе ви дојде пациент со проширени вени, нели, викаме ортоми по нозите, он нема некоја мака, да речеме, естетски можеби естетски за него е тоа повеќе проблемот него ли што е здравствен проблемот. Така нас додека не ти се одрази некоја заболување здравствено да ти го ограничи и обструира животот, до тогаш ти не си болен. И треба да дојдете да третирате нешто, да превентивно третирате нешто пред да настане проблемот, верувате дека 50% од популацијата ќе го избегне тој третман, а кој ќе дојде свесно ќе го избегне. Свесно ќе го тренувајќи и сами од себе. Јас имам некои проширени вени сега, точно нашата работа е стоење на нози и ние сега сме во фаза да земаме терапија медикаментозно, да ги превенираме, да вежбаме, да држиме некоја одредена телесна тежина која што ќе биде адекватна на нашата физичка активност и пак ќе кажам, физичката активност за зајакнување на мускулатурата е првиот лек од избор за третманот на вените и нормално здравата исхрана, здравиот метаболизам, одморот, сонот, задолжително тие се фактори кои што превентивно ние мораме да ги внесеме во нашето секојдневие. Ние гледаме да работиме, нели, таква ни е и ситуацијата во државата, ние спаѓаме во една неразвиена земја, сиромашна земја, каде што секој од нас работи по една-две работи во текот на денот за да ги задоволи потребите на семејството, барањата на животот,
Меѓутоа, кога ќе дојде времето да завршиме со работните активности, ние веднаш легнуваме да јадеме и спиеме. А не секош сонот во тие делови од денот се потребата за нашиот организм. Пошто ние точно дека сме подсадени на работа, на нога, во движење, тоа не значи дека сме завршиле со физичката активност. Јасно. Него напротив, кога ќе завршиме со работните активности, добро би било да извежбаме 30 на минути. Барем денеска на интернет, YouTube можеме да најдеме еден тон, Да адаптираме, апсолутно. да се адаптираме буквално во програма, во домот, во собата. 30 минути физичка активност, ручаме, одмараме потоа и одморот ќе биде подобар. Интересен е феноменот денес, нели сите ќе кажеме имаме изговори алиби, даваме максимум жртва нели за работата, за дружење по кафеани и така натаму, а половина час не можеме да одвоиме простор, па дури за кардио мало, нели, кој што може да си го направиме, или неколку склекови што се вели дома. Имам чувство, доктор Сашко, дека венскиот систем некако ми е потценет во јавноста. Тоа е некоја моја, нели, од тука обсервација, а толку значен за целокупното здравје. Дали е точно или можеби грешам? Апсолутно да, знаете, некако од времето во Југославија кога се живеело, значи тогаш имало навика дека вените ги третираат васкуларните хирузи со тој стрипинг, меѓутоа тоа било метода која што повторно ќе се вратат вените и некако никој од колегите не ќе да заглави во една патологија која што е репетитивна. И самиот третман, дали тоа ќе биде хируршкиот, лазерскиот или било кој друг третман во тоа време, не го дава финалниот резултат за пациентот. Значи, повторно тие пациенти доваѓаат, повторно тие пациенти имаат мака, бидејќи венската болест е репетитивна хронична болест. И тој пациент има последици до крајот на животот. Меѓутоа, што значи тоа последици? Имаме анатомски гледано, вените ги делиме на површни и на длабоки вени. Површниот венски систем не треба да го поистоветуваме со длабокиот венски систем. Меѓутоа, кога ќе имаме проблеми на површниот венски систем, го оптоваруваме и длабокиот венски систем и тогаш имаме еден хроничен глобален проблем на екстремитетите од целокупниот венски циркулаторен систем на носот. И зошто велиме ние еластични чорапи, еластични чорапи се користат за длабокиот венски систем. На површниот венски систем еластични чорапи не се контраиндицирани, меѓутоа не го вршат оној бенефит кој што треба да го добие пациентот. Затоа во овие 4-5 години, веќе и можеби десетина години назад во Охрид е започната првиот третман за радиофреквентна аблација на површни вени, тоа е веќе понова метода. Да ние сега во последните 3 години работиме еден сосема нов протокол каде што правиме комбинација од фиброзација и склерозација на венскиот систем и буквално го решаваме целиот венски систем од препоната доле до стапалото и во задниот дел на самиот екстремитет, со што даваме една шанса на овие пациенти на површните вени комплетно доживотно решавање. Тоа иде вена по вена, мислам така како канал. Па ние ги решаваме вака сега. Венскиот систем анатомски е поделен, рековме, на површен и на длабок венски систем. Меѓутоа површниот венски систем е поделен на подфази, односно површната вена или така наречената вена сафена магна и гранки на површната вена, така наречени перфораторни гранки. Овие перфораторни гранки се закачуваат за сафената магна преку мускулите и може да се поврзуваат директно со длабокиот венски систем. Од друга страна, овие перфораторни вени може да се поврзуваат во горниот дел на ногата и да ја поврзуваат вената со долниот дел на ногата. Може да ја поврзуваат предната вена со задната површна вена. Тоа е еден таков комплексен венски систем кој што уствари тоа ни дава еден страф на лекарите дека ќе решиш една вена, па таа ќе си направи бајпас, ќе ги отвори други вени. Затоа ни овој систем што го работиме сега во Штип е комбинација од повеќе системи, меѓутоа ги решаваме сите гранки. И дали ќе го решиме денеска целиот систем, па за 6 месеци ќе дојде ќе се развие трета вена. Повторно дава шанса овој принцип или пристап на лекување да решиме и третата, и четвртата, и петата вена. Сме имале до сега во овие 2,5 години некаде околу 1500-1550 пациенти третирани во Штип, каде што успешно третирани овие пациенти. Нормално ние сме ги решиле површните вени, меѓутоа длабокиот венски систем останува проблем кој што за сега немаме начин како да го решаваме, освен носење еластични чорапи. Меѓутоа, од 1500 пациенти, кај 25% сме имале потреба да правиме трета, четврта, пета интервенција со цел да го решаваме проблемот
консекутивно, значи во текот на периодот, дали тоа ќе биде за 6 месеци, година, дена, 2 месеци од првата интервенција, меѓутоа се решаваат овие проблеми кај пациентите. И до пред неколку години ние во Штип стентираме артерии на нос. Така. И тоа е една од голема патологија на пациенти со запушени артерии. Кога дојде пациентот, ние ќе му отвориме артеријата и претходно ногата негова немала крв до стапалото. Никаква И вената циркулација. немала циркулација, и вената не била оптоварена. Кога ќе отвориме ние се артеријата, нешка вената се наоѓа во состојба да имаме многу крв кој што треба да ја врати во срцето. Како еден сообраќај метш. Скопје бил проектиран за 300-200 илјади луѓе, се има милион луѓе. Биле проектирани за секоја фамилија да има по едно возило, се има по 10 возила или по 4 возила. Фина метафора. И истото го имаме и со венскиот систем. Ние сме обезбедиле крв во ногата, меѓутоа сега вените не може да ја спроведат таа крв да ја вратат до срцето. И тие прошируваат и пациентите ќе ни се вратат за 10 дена со отечени нози, болки во нозите, незадоволни, повторно имаат мака. И ние тогаш велевме, одете на трансфузилог, тоа е тоа, нема што да прави. Меѓутоа, самата потреба, дека гледаме дека стентирањето на пациентите, отварањето на артериите не го решава проблемот кај пациентите, ние се осврнавме према венскиот систем за да ја затвориме оваа приказка за пациентот од кој ќе го отвориме артериското корито, да овозможиме и добро враќање на крвта назад преку решавање на овие површни инсуфициентни велеми или проширени вени. Така да и докторатот на кој што докторирав пред неколку месеци, 3-4 години истражување, беше поврзаноста на артериската болест со венската инсуфициенција. И третман на венската инсуфициенција и бенефит кај пациентите со артериска болест. И докажавме на повеќе од 200 пациенти дека со решавање пациентите кои што имаат артериско запушување, после стентирање, после бајпасови кои што запушиле и немаме други опции, со решавањето на венската инсуфициенција се подобрува симптоматската состојба на пациентите. Тие пациенти ги немаат симптомите кои што ги имале и претходно. Така да дури имавме една ситуација да 5 пациенти кои што немаше што друго да се прави, веќе беа спроведени до повеќе центри во држава за бајпас операции како терминална состојба, беа назначени за ампутација, висока ампутација, кај нив успеавме да направиме артериализација. Ја поврзавме артеријата во површниот венски систем. Тоа е процедура која што не е направена во светот. Во Штип ја направивме на 5 пациенти, ради тоа што требаше да имат над коленична ампутација. Овие пациенти сега завршија со дел од стапалото. Имаше еден пациент, кај друг пациент имаше подколенична ампутација. Сега се зафракаваме, пациентот кажува, вика, сега докторе сум понизок од што бев. Меѓутоа повторно тој пациент е физички активен и социализиран, живее нормален живот, сме во секојдневна комуникација со човекот, али процедурата што ја направивме е поврзување на вената со артеријата. Тоа го нарекуваат колегите од Софија bypass in situ. Не бевте скептичен во ниту еден момент кога ја имаше состојбата дека за жал можеби треба да се случи ампутација, дека ова може да биде последна убава превенција? За жал кај овие пациенти што ја направивме оваа интервенција немаше друга опција. Тие беа веќе назначени за ампутација. Јасно. Практично вие само ние направивме пристап да ја артеријата усмериме крвта од активната артерија, делот висок горе на артеријата кој што беше жив. Од кај препоната да ја усмериме крвта према површната вена, бидејќи тие се на некои 3-4 сантиметри растојание една од друга, меѓутоа преку мускулот со посебни графт стентови, тие се посебни стентови кои што не излегува крвта надвор од нив, да ја усмериме крвта од артеријата во самата вена, а вената преку овие перфораторки кои што зборувавме, тоа е една магија, да речеме тоа што го видовме после стентирањето, да буквално преку целата нога сега во венскиот систем тече артериска крв. Проток најнормално се циркулира. И овие пациенти, за жал, делот кој што беше веќе во гангрена можеше да се ампутира, меѓутоа остана, да речеме 70 до 80% од екстремитетот да биде во функционална состојба. Така да овие пациенти за нивна среќа и за наша радост успеавме да направиме нешто што не е направено во светот. Еве сега ги спремаме овие презентации заедно со еден колега Ригатели од Италија, тој е професор кој што ги прави овие гайдленси за периферните артериски заболувања. Спремаме публикација во едно високо списание со голем импакт фактор,
која што ќе даде една шанса. Ова не е секојдневно решение, ова не е идејата да биде секојдневно решение, меѓутоа за сите оние пациенти кои што се искористени сите можности преку венскиот сите систем, ресурси искористени и средно ова е последна шанса да се спаси дел од екстремитетот и тоа во Штип. Па во Македонија ќе кажам, бидејќи речеме, сепак благодарејќи на колегите од цела држава ние можеме да работиме и да си помагаме и да се надградуваме сами. Нема ништо поубаво. Би сакал вака, ова се сензитивни фотографии, јас би предупредил, сепак станува збор за утринска емисија, па така што ќе предупредам за оние кои што можеби не може да ги дигестираат овие фотографии. Ова се фотографии од ваши пациенти, од ваша лабораторија, Да. интервенирани пред и потоа. Јас повторно ќе кажам, не се препорачливи за луѓе кои што прагот на толеранција не им е секој пат како е на многумина. Ова се ваши пациенти. Ова е слика за тоа како изгледа, значи пигментација со варикозни вени и теленгектази по кожата. Овие се слики извадени од системите како треба по класификација како се поделени овие проширени вени. Ова е веќе пациент кој што... Може да стопираме режија која не е проблем. Може да се стопира. Значи, ова е пациент кој што е дојден кај нас, кај што гледате какви биле нозите, веќе ова е со липосклеродермија на самата кожа. Веќе, значи, имаме мацерација на кожата. Ова е од една хронична компресија на венскиот систем, кој што буквално ја компримира кожата од внатрешната страна и не дозволува да се исхранува. Колку е период од пред и по интервенција, доктор Сташков? Ова е, мислам дека 3 до 4 месеца кај овој пациент беа вакви нозете во горната слика пред интервенцијата, ги третиравме вените и за 3-4 месеца кога дојде на контрола кај нас, нозите веќе беа во оваа ситуација и верувајте дека кој овој пациент е променет буквално ликот и животот. Може наредна слика има една многу по овие слики ги постирам јас на мојот фан пејдж, бидејќи ова е сензитивно, да, за жал мораме да ги презентираме бидејќи многу пациенти не ја знаат проблематиката зошто се овие рани. Може слика малку назад, така. Значи овој пациент му беа предложени, мислам дека беше од Охрид, ако не се лажам, ампутација на ногата, бидејќи овие рани беа буквално се цернира, тоа беше еден непријатен мирис кај пациентот. Ова после 6 месеци од третманот или 5 месеци дојде пациентот во оваа ситуација. И го спасувате од ампутација на некој начин? Да, не се случи ампутација. Пациентот, сега ние дискутираме за овој пациент, сме во комуникација, болките што се јавиле ради ова е состојба која што траела 4-5 години. И сега ние дискутираме зошто има болки, па не може да гази убаво, па повремени кои имаме, поготово ако сега промена на времето се зафркаваме, не болат колковите, кичмите и така натаму. Овие пациенти ги болат нозете и кожата на нозете, бидејќи ова е сепак еден хроничен процес кој што правело уништување не само на кожата, него хронични воспалителни реакции на нервниот систем на екстремитетите и кој ќе го решиме ние проблемот со вените, одредени работи, болките се намалени за 70%, меѓутоа тие 30% сега пациентите сакаат да ги немаат и тие 30%. Јасно, затоа што веќе се доведува до да видат што значи здрав живот. Овие луѓе за жал не сваќале во каква мака живееле додека не си го решат самиот проблем. И овде може да стопираме, исто ова се ваши пациенти? Да, овде се наши пациенти кои што ги третиравме, гледате ова е значи една класична улцерна рана на нагазниот дел од стапалото и дисфамирана. Практично до непрепознатливост сте го довеле. Да, овој човек буквално после 6 месеци или 3 месеци беше, не ми текно сега колку време, меѓутоа повторно ќе кажам, после третманот на вените, во нашата институција ние веќе влеговме во наредна фаза и третманот на раните. Бидејќи овие пациенти, ако ги оставите да си ги третираат раните дома, 2-3 лоши преврски кои што ќе ги направат, ќе се вратат назад во првобитно состојба, бидејќи ваквите рани се инфицирани. Во овие 90%, 95%... Значи, вие практично сега и кожата ја третирате да не се инфицира? Да, ги третираме раните, не кожата, не ги третираме раните кои што се на самата кожа, бидејќи кај 95% од овие пациенти имаме или клепсиела, односно ешерихија коли, псевдомонас, одредени бактериски флори кои што се во самата рана и не дозволуваат на самата рана да почне да се регенерира, да затвори, затоа направивме еден комплетен третман со физикална терапија, каде што ласерна терапија,
електропулсна магнетна стимулација на самата кожа, хипербарична траума, ова е хипербарична комора и ампули глутатеон. Тоа е антиоксидативна терапија, инфузиона терапија која што ја даваме на овие пациенти после третманот на венскиот систем, за да ја затвориме целата ситуација, за да може за месец-два од едни дефекти на кожата да стигнеме до нова кожа, да стигнеме до кај пациенти комплетно регенерација на кожата. Еве, уште еден од вашите пациенти. Ова е класичен Ке ни простат гледачите, сепак сакам да го дадеме прети потоа вашето интервенирање со тимот. Ова е класичен венозен улцер на екстремитет, каде што имаме пигментација на кожата поради венска стаза и ова е буквално за 2 месеци се затвори раната и ова рана траела 2-3 години кога е пациент. И гледате, ние ги обично ги мериме и со лениче, да се знае точно колкава била раната, нели како зараснало со текон, да, во милиметри, сантиметри. И ова е битно да го видат луѓето за да се препознаат. Верувате дека благодарејќи на многу... Веројатно ова се, доктор Ташко, простена дигресија, екстремни, каде што веќе се чекало до последен миг. За жал екстремни, меѓутоа ги имаме доста во државата. Во нашава држава имаме доста вакви пациенти кои што доаѓаат во една многу лоша... Што ги инхибира? Стравот од... Па видите, они отишле на третман, на преглед, им кажале проширени вени, третманот, одете на операција, не секој се нафаќа да оди на операција на вени. Има и други методи, не сите колеги ги знаат овие методи, затоа сега во овие 3 години, благодарејќи на голем број, ќе кажам, ентузијасти колеги во држава, почнувајќи од Охрид, Скопје, имаме доста колеги кои што се веќе инволвирани во третманот на површните вени. Штип ќе го кажеме како центар каде што нели јас со мојот тим работиме интензивно, рековме преку 1550 пациенти за 2,5 години, успешно третирани. Сега ќе правиме публикација на овие вени, бидејќи нашите вени во Македонија се тотално различни од вените во европските земји. Да, преваленцата е различно. Ние зборуваме за граница, нели, класификацијата преска што ги излегува сликите на венските системи, таа е чип класификација. Зборуваме треба вените да бидат меѓу 3 и 5 милиметри. И велиме патолошки вени се до 8-9 милиметри. Во нашава држава патолошки венски системи имаме со вени над 30 милиметри. Зборуваме во нашава амбулантата излегуваат статистики сега што пробуваме да ги зумираме кај мажи, кај жени според возраст, според коморбидитети. Просекот на вени проширени се меѓу 12 и 18 милиметри. Просекот зборуваме. Не зборуваме ние дека имаме и 30-40 милиметри проширени вени. Така да, границата, за жал, во Балкансково поднебе, и во Бугарија, и во Србија, па и во Грција, и ги имаме овие бројки на вени, дали е тоа можеби од типот на исхрана, дали е тоа можеби од физичката неактивност. Затоа географски различни се податоците и нашето географско поднебе, балканското поднебе, ќе кажеме, можеби храната ќе кажеме, ние сакаме да конзумираме пражена, мрсна храна. Имаме нели присутна. Па видите сега во Грција зборуваме за медитеранска храна, меѓутоа таму гирото е број 1, суфлакито е број 1 на менито во исхраната. Да, они јадат риба, меѓутоа сето тоа е на скара пражено. Не зборуваме ние за сирова храна да се јаде карпачо од риба или жива риба, кој што би требало да биде здрава. Ние зборуваме за overcooked или премногу готвена храна која што конзумираме, мрсна храна. И во Грција, ако имаме доста избор на рибна храна, сепак менито... Се одлучуваме да биде... Па и менито е пражена риба. Најчесто. Не е варен. Да, би сакал само ова да го искоментираме. Има еден колеги, го пуштивме интервенции кои што го најдов. Дали исто така е една убава превенција за луѓе кои што... за ова сакам да ве прашам. Ова е склеротерапија, меѓутоа ова е локална склеротерапија. Ова е го работат колегите од дерматовенерологија и оние капиларни вени во збориме телеангектази во таа прва фаза на третман. И ова е тоа склеротерапија. Затоа не треба да ги поврзуваме склеротерапијата со склерозацијата. Ја дека го најдов како третман. Ова е перфектен начин да се направи дистинкција што е склеротерапија, ова е склеротерапија, ова ние не го работиме интервентните. Ова го работат дерматовенеролозите и ова работат на едно перфектно ниво, ние него не разбираме. Ова за некој почетен стадиум, површни капиларни вени. Нашиот пристап е интервентен пристап, ќе кажеме, каде што ние влагаме во сафена магна. Значи, ние буквално ја боцкаме сафена магна и влагаме со жица во самата вена. И ние правиме склерозација по целата должина на површната вена.
Значи вените се со диаметар, нека рековме, над 5 мм, се што е над 5 мм, веќе клапниот систем на вените е попуштен. Јасно. И тука таа шири со стоењето, со седењето, со неактивноста. И ние влегуваме од глуждот преку коленото до самата препона. И ние склерозираме целата вена од препоната до самиот глужд. И ги фаќаме сите гранки кои што излегуваат од вени. Овие се под кожата, не се на самата кожа, склеротерапија е на самата кожа. Дали може оваа превенција, да речеме, кога луѓето ќе појдат на дерматовенеролог, ова може да не заштити од некои посериозни потоа нарушувања на Ова е вените? повеќе третман на кожните капиларни Значи, ништо заболувања. поврзано толку многу со- Не е поврзано со површниот венски систем. Ова е капиларно лекување на кожни, сепак не сум јас стручен да зборувам за ова, Јасно. дерматовенеролозите, Јасно. меѓутоа ние го работиме делот што е под самата кожа. И тука треба да се направи дистинкцијата дека склеротерапијата и промените на капиларните вени на кожата се работи за дерматовенеролозите кои што си ги работат перфектно, а промените со пигментацијата, липосклеродермијата, улцерните рани кои што се уват на кожата се предизвикани од површните вени кои што се наоѓаат под самата кожа, бидејќи тие ја гмечат кожата од внатрешната страна, тоа го викаме ние инверзен декубит. Декубит значи кога кожата е залепена за креветот кај пациентите кои што се квадриплеги, кои што не може да се движат или во кома, и тие лежат цело време на грб или на задник и тука се отвараат рани ради тоа што кожата е притисната од креветот. И сега имаме кај вените по обратен процес. Кожата е притисната од вените од внатрешната страна и не дозволува да се храни. И затоа ние со решавањето на интервенции на површни венски системи го отстрануваме притисокот од внатрешната страна и буквално пациентите ја кажуваат, вика, како да ми се отклучија нозете. Јас сум одел, вика, не сум знал каква тежина во нозете имал. Меѓутоа, она што е загрижувачко е тоа што кај нас доаѓаат пациентите во веќе доцна фаза, каде што површниот венски систем направил и длабок венски, инсуфициенција на длабокиот венски систем. И ние кога ќе ја решиме површната инсуфициенција и они се компарираат помеѓу себе и после третманот веќе јас немам проблеми и ќе дојде некој, абе, докторе, јас повторно ми отекуваат нозете. Меѓутоа ние сме го решиле површниот систем. Длабокиот систем продолжува да ги прави тие отоци. Овие, да речеме, вака снимки, ова се некои Ова се веќе варикозитети, ова не се проблеми на површно на кожата, него се ова проблеми на варикозни вени, односно гранки на површните вени. И овие вени треба да се третираат со методата која што работиме во Штип, каде што ние ќе влеземе и буквално ќе ја решиме. И ова е веќе комбинација од кожни капиларни воспалувања, ова веќе не. Ова е варикозна вена и ова треба да се третира со интервенција, а претходното, значи, кога што имаме капиларни системи, тие се веќе работи за... Ова е веќе класична варикозна промена на нозете и ова треба да се третира со интервенција на Тука веќе нема простор за чекање веќе. Да. Ова е веќе почеток на крајот, да речеме, на заболувањата на венскиот систем и ова е ризик за да прави тромбозови, што ги викаме ортоми по кожата на нозете, со мала повреда, мало воспалување, триење од кожата, воспалување на кожата од било која причина, може да предизвика тромбоза, која тромбоза може да се спушти во длабокиот венски систем и да направи, не де Боже, инфаркт на белите дробови. Значи сите оние кои што некој од нас ќе се препознаат во овие снимки и фотографии, би било добро веќе. Тоа е една од причините зошто јас имав една дискусија пред неколку години со колегите зошто на фан-пејџот, сепак тој фан-пејџ за медицински цели, не е тој мој личен не е личен профил, него е фан-пејџ посветен за медицински заболувања. Ги постирам интервенциите, меѓутоа верувајте дека преку овие постови, преку вакви слики, многу голем број пациенти се пронаоѓаат во болеста, не знаат каде да ја бараат патологијата. И тие лутаат, одат кај ортопед, одат кај травматолог, одат кај хирург, одат кај интервентен кардиолог, одат кај кожен лекар, меѓутоа не е насочен пациентот да стигне на правиот доктор, кај што ќе му ја постави диагнозата и ќе го насочи за соодветен третман. И многу пациенти доаѓаат кај нас, мислејќи дека болките што ги имаат во нозите се од вените, на крај ќе се испостави дека се ортопедски проблем, дека се, не знам, нервен проблем, проблеми со кичмата и така натаму, кои што ги усмеруваме да се усмерат на невролог, на ортопед, на травматолог, на физијатар, каде што ќе си го решаваат својот проблем понатаму. Каде не треба да се интервенира и која е таа златна средина кога веќе можеме побезболно да
да поминеме? За жал кај венскиот систем, кога имаме површен венски инсуфициентен систем, таму немаме опција да не интервенираме. Било која процедура, тргнувајќи од хирургијата, стрипингот, радиофреквентната аблација, ултразвучната аблација, склеротерапијата што ја работиме, значи склерозација и фиброзација на вените мора да се направи. Бидејќи било кој третман во моментот ќе спречи влошување на состојбата на пациентите. Не разбирате. Тоа што во Штип го работиме прави една комплетна решавање на целата ситуација. Меѓутоа, било кој третман, кажувам се, значи било кој третман што се работи било каде во центрите во држава, ќе помогне и ќе спречи отварање на рани. Ме разбирате? Така да, кај површниот венски систем треба да се направи третман што е можно побрзо пред да почнат да се уват втората, третата и четвртата фаза на симптоматологијата, болките, грчевите, боцкањето, отоците, вриењето на нозите, поцрвенувањето, воспалувањето на кожата. Дали отоци кога гледаме особено кај, да речеме, дамите кај зглобовите на нозете е некаква предикција на нешто? Тоа е веќе предикција дека венскиот систем страда. Дали длабокиот или површниот, тоа веќе страда и тука треба да се направи дистинкција, дали треба да се третираме површните вени или треба да се осврнеме према длабокиот венски систем кој што исто така прави голема проблематика и тоа треба ние да го и самите пациенти тоа треба да го направат преку една добра доплер сонографија каде што во сите центри во државата тврдам дека имаме перфектни колеги кои што работат на високо ниво доплер сонографија и со еден доплер, 5-минутен доплер кој што буквално нема никаква штета за пациентот, веќе се насочуваме и ги насочуваме пациентите во изборот за третманот кој што нели на крајот од денот они самите ќе си го одлучат. Јасно, доктор Сашко, уште некоја минута само до крајот. Ќе оставиме секако за младите и ова за конкретно за алармантниот тренд за срцевите заболувања. Ветете ми дека можеби јануари, февруари по празниците ќе ве имам повторно за таа тема. Уште само ова, со оглед на тоа дека не беа баш нели пријатни фотографиите, меѓутоа на крајот сте решиле голем проблем кај многумина. Болни ли се интервенциите? Веројатно тоа е нешто што е пречка кај многумина да превземат чекор, да се направи оперативен зафат. Имаше еден пациент, ние објаснуваме дека сепак ова е неинвазивна амбулантска процедура, каде што буквално со боцкање како при земање на крв со таква игла ја боцкаме вената и со посебни жички влегуваме во самата вена. Сепак тоа не е толку болно колку што е непријатно за самите пациенти. Самото она боцкање, поготово во делот на скочниот зглоб, е малце посензитивна кожата. Со локална анестезија? Со локална анестезија, меѓутоа сепак е тоа за пациентите малце понепријатна болка. И пациент се смееше, вели, вика, доктор, вика, 100 стапа по тој грб, вика, не болат, вика. Самата интервенција повише е напната за пациентот, се стега од дека што ќе биде, како ќе биде, бидејќи самото боцкање е изненадно за пациентот, бидејќи тој не гледа интервенцијата, меѓутоа на крајот од денот во поголемиот број од случаите пациентите кажуваат дека па не болело толку многу, колку што процесот на рехабилитација, бидејќи оваа наша процедура не бара носење еластични чорапи, не бара лежење, нема отоци, меѓутоа 3 до 5 дена кај овие пациенти се јавува воспалителна реакција на кожата, што е нормална реакција после склерозација на долга вена или голема вена која што е буквално самата кожа. Меѓутоа тоа е 3 до 5 дена, кај некои 7 дена, кај некои 2 дена, кај некои нема ништо. Меѓутоа кој ќе ставиме на вага или на кантар како живееле претходно тие луѓе и за 3-4 дена мала воспалителна реакција, потоа се враќаат во една активна физичка кондиција, апсолутно не е ништо проблем за овие пациенти да дојдат и да направиме третман на овие. Инаку овие кои што ги погледнавме пациенти пред и потоа ваши, претпоставам дека се во подоснажна фаза од животот, меѓутоа рековте дека вие веќе први пациенти со вакви венски заболувања или да речеме естетски веќе се забележуваат и кај 25-та година. Да, имавме 32-3 годишен пациент кој што он е кувар по вогација. Значи, со огромни рани човекот не може ни да се врши работата. Направивме третман, 28 години момче беше тоа. И за среќа момчето се уште готви, работи перфектно, нема рани на нозите, нема болки во нозите. Така да границата веќе е поместена во сите зони, не само во венологијата, него и во кардиологијата, па и во травматологијата, во ортопедијата, во интерните заболувања. Немаме веќе горна долна граница да речеме дека пациентите на таа возраст
ќе заболува од овој, значи секој може да заболи доколку не внимаваме на своето здравје, доколку не се грижиме за своето здравје, доколку не се грижиме за типот на исхрана, начинот на исхрана и физичката активност. Како и секој пат ингениозен во вашето представување и излагање, ви благодарам што дојдовте директно од Штип. По празниците ветувам уште една тема затоа што претпоставам дека е добро да се слушне, особено кога имате вака и свое представување на одредени можеби медицински третмани, следниот пат младите и срцевите заболувања нека не бидете. Секој е задоволство да бидам ваш гостин, поготово добро спремен новинар со прашања, да не провоцирате и нас докторите да се трудиме да дадеме уште подобри објаснувања и пристапи према превенцијата за пациентите. Значи премногу. Ќе направиме вакво убаво повторно и сликовито објаснување за некои следни теми со доктор Сашко Николов.